Градоначалниче, на седница обзнанивте дека 4500 нови даночни обврзници данок на имот се достапни со направеното ажурирање. Што ќе значи ова од финансиски аспект за општина Кавадарци? Така, тоа уште во јануари месец е завршена постапка, значи со самото моје доаѓање и со тимот кој ќе го направивме тука, јануари месец направивме комплетна нова софтверска програма за ажурирање на податци на данок на имот, поврзана со катастар. Тамо се увидоа повеќе пропусти, меѓу кои поголемиот дел од пропустите беа негде 4500 даночни обврзници не беа воопшто регистрирани во системот за издавање на решение за данок на имот. И според мене и според тоа што до сега било е доста неправедно еден према друг, еден да добива решение, друг да не добива. Така да таа работа е регистрирана по катастар, секој имот е вендитиран по зони, по се, и во тој дел општина Кавадарци има поголем прилив во основот на данок на имот. Морам да кажем дека покрај тие 4500 даночни нови обврзници беа ажурирани и постоечките 8200 даночни обврзници, каде што се најде или се согледа големи пропусти. Например, пријавено 200 метри квадратни имот, а он има 300 или нешто повеќе, така да тоа е усогласено и општина Кавадарци по основ на само усогласување на данокот на имот, без покачување на коефициентот на процент на данок, има 20 милиона денара екстра приходи на годишно ниво од физички и правни лица. А можам да потенцирам да кажем дека и голем дел од правните лица некои воопшто не биле регистрирани во системот за данок на имот, кој што е голем пропуст, али еве сега со оваа нова технологија, нов софтвер со катастар се усогласивме и мислам дека немаме проблем во тој дел. Комуналната изградба во 2018 година беше голема. 35 години, над 35 години се бавам со новинарство, меѓутоа ни еден градоначалник, порано председател на собрание, не се впуштил во таква авантура да гради толку колку што ви изградивте само за една година од вашиот мандат. Градоначалниче, направите пресек, ако можете вака без да читате, да ни кажете што е тоа што вие го изградивте ова 2018 година во делот на комуналната сфера и дали сте задоволни од тоа што го направите? Еве јас ќе се потрудам вака да се вратам назад од тоа што го помнам како поголеми проекти и реализации. Самото моје доаѓање беше отпочнат кејот кој што заврши до Бручевски мост. Значи тоа беше од претходен градоначалник почнат проект, јас го довршив како проект, го исплатив како сума заедно со Планински и Вардарски регион, значи комплетно го пуштивме во употреба. После тоа продолживме со доработка на колекторот. Колекторот беше само до новата болница исправен или направен, а сега во прва фаза го направивме до Глижич, после Глижич, сега во втора фаза е до Предмарина. Значи сега завршивме колектор до после Трибагреми кафетеријата или как се вика до Предмарина. Така да 1300 метра нов колектор кој што порано со 500 метра колектор цел мандат се тераше таа работа, така да сега мислам дека е многу голем бенефит. Наредната година ќе го завршиме во целост тој колектор. Кружниот тек го направивме доле кај стариот Слочен пазар, кој што така испадна добар, модерен, убав кружен тек од голема безбедност за граѓаните, семафорите на Минчев, раскасниците ги завршивме. Моделот на реконструкција и асфалтирање на улици имавме некаде на околу 21 метри квадратни асфалтирање. Тоа е една прилично голема квадратура за асфалтирање, почнувајќи од Доне Попов па до Коњските дупки и многу други улици кои што ги завршивме комплетно. Северен булевар би го спомнал тука, дел од Северен булевар кој што отпочнат заедно со Планински и Вардарски регион и го завршивме. Тоа е од делот на Западен булевар до булеварот Минчев. Комплетно околу 10 милиона денари беше таа инвестиција посериозна. Мостот во Ваташа го отпочнавме, успеавме да го отпочнеме со работа, пошто беше одобрен пред 2 години, а беше застанат поради неусогласување на генералниот урбанистички план,
Успеавме тоа да го направиме со проект за инфраструктура, заедно со Министерството, заедно со нашите служби да го отпочнеме проектот, и проектот е отпочнат и ми се чини дека за 6 месеци ваче ќе добиеме мост од модерен, безбеден карактер. Исто така почнавме со изградба на проширување на детските градинки, односно од почнатата градинка која што беше од претходниот градоначалник, јас ја довршив како градинки, ја пуштив во функција, опремивме и таа веќе прими нови 80 дечиња. Исто така правиме доградба на 5 занимални, и тоа во ваташата градинка правиме 2 занимални и во ПП-то, во градинката доградба на уште 4 занимални. Тоа се инвестиции некако околу 20 милиона денари само во проширувањето на занималните. Занималните треба да бидат готови некаде во февруари месец. Во моментот 300 дечиња чекаат за упис во градинка, со тоа ќе ги намалиме на 150. Тоа е така од поголемите проекти. Исто би го спомнал платото кое што го способивме и го направивме за сместување на земјоделска опрема, гражи и друга опрема која што да биде. Подпорен зидови почнавме да ги градиме, кај Силекс зградата направивме така посериозен подпорен зид, на Перо Видев ќе се гради нов подпорен зид и ми се чини дека третиот подпорен зид е на улица Калница, која што треба да го завршиме. Во делот на противпожарната станица у Хавалаци направивме комплетно реновирање на противпожарната куќа, значи од внатрешна инсталација до уредување интериер внатре. Тоа е една солидна противпожарна единица. Го дигнавме бројот на вработени во пожарната на ниво законско, кој што да биде 26, претходно беа само 9 вработени во пожарната единица, и набавивме доста нови возила и од донации и од наши средства за да функционира. Исто така во моментот во пожарната се работи на партерно комплетно уредување на дворот и поставување на нови 7 граши. Така сериозен проект. Ќе спомнам салата Партизан, која што не знам од која година дотира, ама не беше 51-52, никој не беше досега реновирана, комплетно реновирање на салата Партизан, значи од подови, кровови, фасада, партерно уредување околу самата сала, ќе добие, влезот и чистеници, добие паркинг, осветлување, комплет ќе си има нов лик таа сала. Вака нешто, спортскиот центар Јасмин направивме комплетно асфалтирање од 3,5 милиона денари на трим патеката која што е за трчање. Ново осветлување направивме таму. Оградувањето на спортскиот центар Јасмин е во некоја си одмината фаза, веќе треба да е пола и повеќе завршено. Ми се чини дека до крај на година ќе биде комплетно завршено и тоа е така една посериозна инвестиција за да имаме спортски центар ограден. Она што го ветивме у делот на спортот, ете набавивме лизгалиште кое што треба до нови да го пуштиме. Ми се чини дека понеделник или вторник ќе го пуштиме лизгалиштето за потребите на нашите деца, па и рекреативно, па и комерцијално да може да работи попладне. По делот на сообраќајот поработивме малку на одбележување подобро на градските улици, ставање на маркери на пешачките премини и во моментот, односно од понеделник, се почнува проектот 3 милиона денара за изградба на 12 така наречени лежички полицајци или успорувачи на брзина. Тие се сериозни полицајци, значи нема да бидат оние како што сега што ги стававме гумените. Мисля, че на практика има у Велес и у Тетово од такви препреки за намалување. Околу сите основни и средни училишта и брзи улици како што е Ваташа, Шишка, правиме плато од 4 метра со поиздигната површина и затоа толку кошта со означување, со комплетно одбележување, така да тоа ќе биде во делот на сообраќајот. Морам да спомнам дека работевме доста и на хортикултурното уредување у градот, нови површини зелени, субвенции дадовме доста во делот на грејни тела, во делот на велосипеди, еколошки проекти поддржани. Исто така 12 другари го опремивме градскиот парк, почнавме да го ретвизираме колку што успеавме ова година да направиме и за прв пат можам да кажам дека ова есен направивме комплетно средување на сите дрвореди во градот. Што поодамничка не е направено од 15-20 години комплетно се средат. Тротоари и улици имаме многу изградено. Ќе ги спомнам неколку улици кои што од повеќе од 30 до 40 години луѓето ги чекале и ги чекувале. Тоа е улица Бабуна, која што минатата недела завршивме.
Значи после 30 години спор имотно правен, луѓето добија улица асфалтирана комплетно, да не газат кал. Тоа е уште една улица на Лазо Асијата, мисли че покрај турските гробишта. Таму направивме улица кај што луѓето 35 години немале пристап со возило, со кола да стигнат. И трета улица од таков заглавен карактер е исто, мислам дека Орци Николов беше доле да новиот центар. Заборавивме да го спомниме Западен булевар, кој ше можеби најголем проект оваа година што го почнавме од 60 милиона денара. Значи Западен булевар со завршување на гала бензинска пумпа до самиот завршување на генералниот план некаде до после Маријан Евротранс, кај што се објектите, 1 км и 200 метри, комплетно атмосферска, осветлување, ставање на 2 тротоара и 4 ленти. Тоа се работи, временските услови колку што дозволуваат, така и ќе биде и динамиката, средствата се обезбедени, мислам дека до март месец тоа ќе биде комплетно завршено. Ќе има Кавадац еден влез од така широк обем и влез репрезентативен за еден град кој ќе има 40.000 жители. Го спомнав и спортот претходно, инвестиравме доста и у ГПК Тиквеш. Се надеваме дека оваа година, еве, при крај сме, сакаме да влеземе наредна година во прва лига. Тоа ќе ни биде предизвик да можеме и самиот градски стадион да го малку кредиме на повисоко ниво до година, да инвестираме повеќе средства. Исто така во селските средини имаме направено доста улички, патчиња, атмосферски канализации. Комуналец, морам да ви спомнам дека оваа година 2018 завршува повеќе од 10.000 метри реконструкција на мрежа водоводна и канализација со сопствени средства. Што значи дека покрај тоа што распишуваме тендери за нова изработка, реконструкција од 10.000 метри на годишно ниво, самото предпријатие што го изврши е едно големо поздравување. Благодарам. Да. Градоначалниче, дедновиве, децата, учениците или средношколците кои што престојуваат во ученичкиот дом во Кавадарци останаа без храна. Министерството за образование и наука излезе со информација која го прашав, нели, зошто дозволи децата од интернатот во Кавадарци да останат без храна, кои се причините, нели, и процедурата која што требало да помине, со образложение дека во иднина најбрзо што може ќе се реши, нели, тоа, и дека во иднина нема да се случуваат такви работи. Меѓутоа мене ме интересира дали во меѓувреме од интернатот побараа помош од локалната самоуправа и дали можеби побараа некакво решение да се надмине проблемот со донации. Така, ова не е прв пат тој дом за сместување на деца да има проблем. Пред 4 месеци имаше проблем со електричната енергија, беше исклучена електричната енергија. Лично ургирав до генерален секретар на влада на Република Македонија. Ургира, направија напори да пушти струјата. Вчера од новини, мислам дека беше на медиуми објавено ова дека веќе 3 дена немаат храна деца, од медиуми дознав, затоа што не е под наши ингеренции, немаат обврска да ви информират, да. Исто го извести генерален секретар, така малку повознемирено ми одговори дека не е во ред, тој не треба да биде така. Каде е причината, веројатно Министерството за образование ќе си го види. Доколку се обратат кај една секоја локална самоуправа или како бизнис сектор, ние би подпомогнале во некој дел да се случуваат вакви недостатоци или периоди на немање струја, храна и така натаму, али не верувам дека Министерството за образование дојде на тоа ниво за да не може да испорача храна во делот на интернатското сместување во детства во тој дом. Ми се чини дека станува збор за можеби лошо менаџирање, станува збор можеби за недомаќинско работење, можеби станува збор за административна правна ситуација која што треба еднаш за секојаш да се исправат за да не доаѓа до вакви ситуации. Паркингот во Кавадарци ќе се решава веќе 2019-та, колку што се вашите најави, ќе имаме зонско паркирање. Градоначалниче, до каде се активностите околу отворањето на јавното предпријатие за паркирање, набавката на опрема за функционирање и ќе значи ли тоа дека со зонско паркирање ќе се обезбедат и повеќе паркинг места во Кавадарци? Нашите анализи покажуваат дека со паркингот, зонско паркирање, че имаме многу покомотна ситуација во градското централно подрачје. Значи, не наметнуваме некоја работа која што сакаме само да направиме, да имаме наплата на делот зонско наплатување, затоа и ги работите чекор по чекор. Јавното предпријатие е формирано, во моментот има само еден времен вработен кој што е во улога на управител. Истиот тој ги издава и под
кирија парцелите сега кои што ги имаме за платото за земјоделска опрема и гражи на Северен булевар. Морам да ви кажам дека од 1.1. очекуваме да ни стигне пајак возилото. Што ни стигне пајак возилото, ќе вработиме уште 4 лица во координација со полициска станица Кавадарци. Пајак возилото ќе биде оперативно, ќе си има плато до Северен булевар кај си гражите и ќе почне да работи од наредниот работен ден по законска регулатива на отстранување на возила непрописно паркирани. Значи нема да го вклучиме система за наплата, него само ќе го вклучиме пајако службата, непрописно паркирање на пешачки, на тротоари, на зелени површини, двојно паркирање ќе почне да ги отстрануваат тие возила. Тоа ќе трае негде период од месец и пол до 2. Втора, односно трета фаза, ќе ни биде вклучувањето на зонското паркирање со СМС кораки во делот на наплата на паркиралишто. Има анализа направено и верувајте дека некаде на околу 20% од централното градско подрачје возилата се неподвижни. Кога викам неподвижни, значи имаме возила паркирани кои што се паркирани едноставно. Имавме таков случај кога организиравме еден настан, мисля че некој Зоберот Тиквишки беше, требаше да очистиме улицата. Тројца собственици на возила мораше да викнеме пајак од Скопје да ги дигнеме, затоа што по 2 месеца и 3 беа веќе надвор од државата, возилата се паркирани во централно градско подрачје. Така да верувам дека тука малку комоција ќе се створи во тој дел и ред во делот на паркирањето, а морам да ви спомнам да ви кажам дека за наредната 2019 година се чини дека веќе тендерот е распишан за поранешниот АН кој што го користеше комуналец, таму че имаме катна гража со 150 возила за паркирање, доградба на постоечката катна гража со уште еден кат, тука се уште 100 возила за паркирање и наредната година го распишуваме тендерот за изградбата на градскиот пазар, кај ќе има плато од градски пазар покриен и минус 2 ката за паркирање од 200 возила, така да Кавадарци ќе добие една комоција многу добра во делот на паркирањето на возилата. Цената која ќе да определиме по зонското паркирање ќе биде символична, затоа што ова е јавно предпријатие, не треба да има некоја голема профитабилност, али да го одржаваме сообраќајот и да одржаваме ситуацијата на култура на некакво ниво кое што сепак доликува на еден град. Јас пак ќе се вратам во делот на инвестирањето, ми речи многу пари, за тоа одделува и општина и буџетот веројатно на крајот на годината ќе видиме. Колку пари потрошите минатата година за комунална изградба и што планирате да градите во вашата визија, она што ќе го предложите на седница на Совет на редната 2019 година? Вака, јас морам да ви спомнам дека општина Кавадарци оваа година 2018 со доаѓањето на овој тим на функција или јас како градоначалник имаме рекордна година во делот на основни приходи. Имаме повеќе од 250-260 милиона остварено приходи. 2017 е 170 милиона. И претходните години се тука 170-180 милиона. Така да ние имаме над 60-70 милиона приходи екстра остварено од претходни години повеќе во делот на 2018. Тоа ни дава за право да имаме малку поголема комоција, тоа ни дава за право да проектираме малку поголема комунална изградба и не охрабрува во делот на изведбата на комуналните хронично застанати работи во градот. Како што е? Еве, спомнавте, пак ќе го спомнам. Значи, градскиот пазар ќе биде инвестиција негде околу 70 милиона денара. Таа е двогодишна инвестиција, ќе ја почнеме 2019, треба да ја завршиме 2020, како градски пазар комплетен. Во моментот имаме почната фаза на изградба на нов пазар до новиот суд. Мислам, че дека се работи и дека треба за 2-3 месеца да биде во функција. Тој пазар ќе биде со едно 150 до 200 тезги и ќе биде замена додека се гради овој пазар, меѓутоа и понатаму ќе остане во функција на пазар, така да ќе се подели малку и гужвата. Сакам да ви спомнам за 2019 година дека веќе надобиен тендер и одобрен, кејот се почнува од Ватуша, значи од мостот новиот ќе го градиме до Силекс зградите, 20 милиона денара комплетно уредување на кејот од Ватуша до Силекс. Тоа е негде околу 1600 метра, мислам дека беше како должина, значи партерно, комунално, инфраструктурско уредување, како што е градскиот кеј во Кавадарци. Исто така како велосипедската и повеќе наменската патека од Ватуша до Моклиште ќе се почне наредната година. Аплициравме по рурален развој со 50-50 средства, веќе ни е одобрена, ја работиме и ќе стигнеме да почнеме наредната година да ја ставиме во комунална изградба. Морам да спомнам тука да кажем од поголемите проекти
дека Ла Луна како комплекс кој што го планираме да биде од затворен карактер, односно јавно-приватно партнерство, физибилити студијата се изработува, би требало да заврши за 5-6 месеци и да видим дали ќе најдеме јавен партнер. Исто така доградбата на спорот со Сала Јасмин, позади столбовите кои ќе се останати, правиме физибилити студија, да видиме кој е јавниот интерес, кој е општествениот интерес, да го завршиме тој проект до како што било замислено што 1991 година. Наредната година ќе имаме така едно интензивно, ја можам да кажам невидено асфалтирање. Значи 65 милиона денара веќе од Светска банка земавме заем за асфалтирање на сите градски и приградски улици, односно буливари. Така да кажа, че добиреме нов лик на сообраќајници. Тоа ти од Митро Хоџа Василев до Минџев булеварот, Тиквешко востание, Илинденска, 7 септември, мислам дека горе беше Светан Димов булеварот, значи комплетно од првиот траголник до Ваташка Пошка, Страж Пинџур, значи комплетно нови улици со комплетно ново асфалтирање. Знаете дека и ова година почнавме со рушење на 200 однопадни куќи, со правење на тротоари, кај што беше небезбедно. Функционално тоа сето општината ја кошташе доста, меѓутоа исправивме некои работи кои 30-40 години стоеле неисправени, ради пак ќе кажем, имотно-правни, административно, финансски структури кои што може да придонесат. За наредната година исто имаме така предвидено средства доста во делот на задруга, ми се чини дека е урбана заедница, каде што треба да изградиме оној така наречен западен булевар, веќе се откажуваме ние од булевар, него треба да ги направиме тие две улици, да ги споиме со Желков дол, затоа што луѓето таму се уште газат кал. Северен булевар ќе се продолжи од Минчев булеварот до Шишка улица и во почетна фаза е проектот, кој што мислам дека ќе го стигнеме и ќе го распишеме до година, по завршувањето на Западен булевар и добивање на репрезентативен влез на Кавадарци, од Глишич бензинска пумпа до мисля че Белисимо ресторанот Кешове, ќе добиеме нов булевар и од таа страна со 4 ленти. Така да мислам дека Кавадарци ќе го добие тоа што треба да го добие, да го има како град. Имаме доста буџет за наредната година предвидено, средства обезбедено, така да морам да кажам дека и комуналното предпријатие, кое што е сега дел од добивката ја зимаме во овој буџет, е во добра кондиција и оваа година се набави таму, сами знаете, многу опрема, така да веќе јавното предпријатие од трети лица не користи, речиси воопшто никаква услуга. А тоа е многу голем бенефит за тоа што целокупната заработувачка си останува во самото јавно предпријатие. Сакаме малку да спомнам за 2019 дека ќе се потрудиме да направиме еден подобар дел во делот на градските гробишта, затоа што градските гробишта не се малку позаоставени во делот на хигиената, во делот на уредувањето, а граѓаните, сите граѓани кои што имаат гробно место си плаќаат на комуналната сметка одреден износ за одржување на градските гробишта. Ми се чини дека тоа ќе биде покачено на 30 денари за преку согласување преку регулаторна комисија. Со тоа ние ќе се потрудиме таму да направиме комплетно оградување на градските гробишта. Комплетното оградување ќе има и комплетен паркинг кај новите градски гробишта наспроти, околу 2000 метри квадратни предвидуваме паркинг зона, за да има соодветно паркирање, културно паркирање, бесплатно паркирање. И морам да спомнам дека предвидивме за 2019 година едно, ајде да го речеме, голф возило или електрично возило, кое ќе го набавиме за потребите на градските гробишта, за оние изнемоштени стари лица кои што треба да отидат до гробно место или било како, ќе има човек задолжен кој ќе ги превезува од паркингот до гробното место или нас. Така да сакаме да направиме така еден малку похуман и подобар чин во делот на тие луѓе таму кои што одат со собствени маки, да имаат барем едни малку подобри услови од денешните. Градскиот площад се работи, го забравивме да го кажеме, се завршува, значи според мене и според она што беше како проект ќе личи како што беше и на сликата. Значи сега се работи во делот на зеленилото, во делот на украсувањето, урбана опрема, комплетни нови клупи, комплетно нови канделабри и ќе добиеме еден градски площад така малку по добро ниво, да не биде само на плочки, да не биде темен како што беше. Значи амфитеатрот комплетно го исклучивме, добиваме корисна површина, така да градскиот площад ќе го завршиме до крајот на годината.
имаше една иницијатива за нова Г1 зона во Кавадарци, која што на два пати беше одбиена од Советот на општина Кавадарци. Меѓутоа на една од седниците на Советот беше спомената идејата дека е можно, кога веќе таму не се дозволува Г1, да инвеститорот да се пренасочи и да гради каде што има веќе постоечка Г1 зона кај Возарци. После тоа реагира и од Возарци, луѓето кои што живеат нели таму. Мене ми интересира, градоначалниче, имате ли информација дали инвеститорот се откажа од градењето на Г1 зона во Кавадарци, индустрија, нели објект од загадувачка индустрија во Кавадарци, и до каде е таа работа и дали можеби има сега намера да гради во Возарци или до каде е ситуацијата? Јас немам комуникација со инвеститорот после завршувањето на седниците и неудоволувањето на неговите барања, и тоа воопшто не е спорно меѓу човекови односи. Знам и мислам дека нема интерес да гради во Возарци. Јас знам реакциите која што беше за Г1 за Возарци. Значи, јас само спомнав и кажав дека општина Кавадарци доволно веќе има придонесено и доволно има отстапено од делот на животна средина да донеси Г1 зони. Нас фени ни е премногу што го имаме, да гледаме да неговото загадување биде на минимално ниво, не ни треба втор Г1 капацитет во општина Кавадарци од тешка индустрија загадувачка. Така да, она што го спомнав, само го напомнав и го кажав дека ние имаме таму парцела од Г1, која што е донесена 2008 или 2009 година со план и усвоена, и доколку сака таму некој да граде Г1, нормално со студии и со физибилити, ќе видиме што значи тоа и дали ќе дозволиме. Така да се праша и местното население, ќе се праша и граѓанското население, значи нема да поминеме преку ноќ да направиме нешто. Така да, моето насочување беше, пак ќе повторам, во делот дека општина Кавадарци мислела на времето за Г1. Го има и нема простор повеќе да размислуваме во градско подрачје да ставиме Г1 зона. Со ова, градоначалниче, ја загатнавме екологијата. Мој воздух е апликација која често ја користат граѓаните, го мерат квалитетот на воздухот, покажуваат податоци кои што се неколкократно над дозволеното. Кавадарци со низа мерки работи на средување или пробува да го намали загадувањето. Кои се активности што општина Кавадарци ги има оваа година превземено за да се намали загадувањето, да се подигнат зелените површини, а оној податок дека сме над просекот кој што го бара СЗО за зелена површина навистина е можност да го споделиме повторно со јавноста како чекор напред на општината во борбата против загадувањето. Да. Јас ќе почнам тука прво со изработка на новиот генерален план кој што е постапка и треба да го завршиме јануари месец. Новиот генерален план по закон предвидува дека треба минимално општината да има 20 метри квадратни по глава на жител зеленило. Ние имаме 29. Меѓу ретките општини кои што имаме плюс зеленило по глава на жител. Немаме точна евиденција во делот на дрворедови и колку дрва имаме во градското подрачје. Меѓутоа, ќе спомнам и ќе кажам дека ние сме сега го одобривме изготовката на ЛЕАПОД, тоа е локален еколошки акционен план, кој ще треба да се заврши во јуни месец. Само да не го завршуваме, че знаеме колку дрвореди имаме, и јас сум убеден дека меѓу ретките општини ќе имаме толку дрвореди и дрве во самиот град, затоа што се прошетале сме виделе низ другите општини колку дрве имат и колку немат. Значи, во тој дел сме со чиста совест, со чист морал и да го одржуваме тоа што ги имаме, нормално да го зголемуваме. И го правиме тоа, кажав дека и претходно новата комунална програма на комуналеција подигање на плюс 31 метри квадратни нова зелена површина и нови дрворедови. Она што направивме 2018 година за да заштитиме во делот на екологијата или на аерозагадувањето, првично ќе спомнам дека садивме околу 12.000 багремови дрчиња во Баташа кои си спомнавме прески на Совет. Второ, дадовме 3 милиона денари како општина за субвенции на грејни тела, замена на еколошки грејни тела. Трето, дадовме субвенции од 500.000 денари за велосипеди купување со 50% парципација. Четврто, хигиената во градот и перењето на улиците и метењето на улиците го дигнавме, ако сега вака кажам бројки, можеби 10 пати на повисоко ниво. Предвидовме, пак ќе кажам, контейнери подземни кои ќе ги ставиме, пак од еколошка гледна точка да нема миризбе, да нема одветришта, тување и тие работи. Сообраќајот неколку улици ги направивме насмерни за тоа да имаме проток подобар на самото сообраќајно решение. Со изготовката на ЛЕАПОД,
ограничиме и ќе точно дефинираме поранатамошната урбана изградба на деловни, на стамбени, на колективни домувања, така да нема да биде тоа волја на еден градоначалник или волја на еден совет, него леа поте тој кој што е трето лице во делот на развојот на урбанистичката програма на самиот град. Во делот на она, па ќе го спомнам како еколошка мерка, ја би го спомнал, самиот плац кој што го направивме за да можеме земјоделската механизација и опрема ја тргнеме од самото градско подрачје, ја верувам дека и со тоа ќе постигнеме еколошки мерки, пошто сами знаете дека еден земјоделски град сме, кај што има над 4000 трактора и трактори ако влезат во самото градско јадро, влесуваат и кал, и прашина, и пестициди од прскање и било што, така да и таа мерка би ја ставила во делот на екологијата. Обезбедивме, еве, спомнавме пред малку, нели, за детските градинки, сега за основното образование, па за средно образование, пречистувачи за воздух, еколошка мерка кај што нашите дечиња ќе бидат заштитени барем во на учебно време кај што се целодневно во делот на наставата. Аеросолизација почнавме да ја правиме меѓу првите во Република Македонија и постигнавме добри резултати. Сега тоа ќе бидам вака отворен и сакам да рачистиме таа дилема, пошто кога работиш нешто, другите гледаат и коментираат, а веројатно многу подобро е да гледаш да коментираш него да работиш. Ама ја не сум човек што можам да коментирам, јас сакам да сработам, а после другите да го коментираат. Значи, ние без никаква инвестиција, без никакви трошкови, без никакви дополнителни вложувања во ништо, направивме, преработивме уред и на цистерна и на автоматизер, кај што добивме вештачки дош од 10 метра висина. Со самото тоа, лично сум бил секоја вечер на аеросолизација, после поминувањето на аеросолизација, кај што минува, воздухот е почист и се осеќа на самото дишење. Па да не зборуваме за параметрите во делот на PM частичките. Сакаа некои тоа да го омаловажаат, да го понижаат и да го направат дека е, ете не знам, триумфална идеја. Не барам ја ни триумфал на идеја да биде, не барам ни медал, него едноставно сакам, поготово во новиот центар, а тоа е од Жито југ пекарата, па до првиот кружен тек кој што ги имаме у Кавадаци, до Северен булевар. Таму е сконцентрирана претежно колективно стамбено домување и таму е најголемото загадување. Значи, тие параметри ги имаме, ќе ги извадиме. Јас сакам да ви кажам дека во моментот работиме, ние имаме 4 мерни станици во Кавадаци, не една. И ако Митко успела да напрска едната мерна станица, и ако го напрскаме мерната станица и она каже 0 загадување, не е така. Значи, ја само едно појаснуваме дека една мерна станица на саат и 20 минути ваде просечна вредност од преработка на 4000 метри кубни воздух. Значи, она абсорбира 4000 метри кубни воздух и ваде средна вредност. Така да не значи како заврне сега 5 минути и готово. Не важи. Или застани камион до мерната станица и ќе каже 1.000.000 ppm. Не е така. Таа се софистицирана метода на брзостава на просек од саат и 20 минути. Сакам да кажам дека имаме 4 мерни станици. Едната мерна станица е под мој воздух, под Министерството за животна средина, која што е ставена на кружниот тек кај Дзено, на Западен булевар. Другите 3 мерни станици се едната во централното градско подрачје до хотел Балкан, третата е во Вача ставена на Домот на култура Месечино Вача и четвртата е ставена во Моклиште. Зошто Моклиште? Моклиште ја ставивме за да имаме референтна вредност 0. Знаеме дека сега ќе имаме чисто таму. За негде отприлика наредната недела, вторник или четврток, ќе излеземе со официјални податоци. Со 365 дена ги немаме, а имаме 320 дена, за тоа што се поставени мерните станици. Ќе испаднеме со просечна дневна загадувачка, просечни денови на поголема загадување од дозволеното, просечни денови на екстра добро амбиентален воздух и просечна анализа ќе направиме што значи тоа за Кавадаци. Ја ве уверувам, еве, може ќе ви звучи чудно, Кавадарци врз остава на 320 дена. Просечна анализа на 24 часовна е во рамките на законските регулативи. Не е загаден град. Имаме ние 250-300 ppm во момент, а тоа е период од 2 до 3 сати. Ама имаме 20 дена ќе што имаме и 20 ppm на, односно, не се мере во ppm, него беше на метар кубен, да, метар кубен. Така да не треба во моментот да
да си правиме паника или во моментот да реагираме на одредена акутна состојба. Значи, за тоа си има стручни лица, има универзитети, има Министерство за животна средина кој ќе направи анализа, а ние ќе правиме анализа, ќе испаднеме, ќе да поделиме на граѓаните, ќе ставиме на видео бивови, ќе ви дајме вас медиумите да објавите и ќе видиме колку денови имаме надпросечно загадување, колку денови е во рамки на нормално загадување, што е загадувањето, како е, а мерките кои ќе ги преземеме ги знаете доволно и вие. Уште една мерка која што за мене е многу битна, еве за прв пат ќе откривам негде во јануари месец, негде околу 20 јануари, Кавадарци ќе ја добие физибили студијата за секундарна и примарна мрежа за гасификација. Значи таа ја порачавме у февруари месец, ќе ни стигне јануари 15-20. Таа студија комплетно офаќа секундарна и примарна гасификација на Кавадарци. Од мерната станица до Ваташа, што викам, или до Глишич. 22 км линија е предвидена да се направи во делот на гасификација, така да ние сме чекор напред и пред мер, односно македонска енергетска регулатива, за да го имаме таа физибилити студија и основен проект за изведба. Што стигне гасот, ние можеме да почнеме веднаш со изведба. Тоа ќе си оде на совет, ќе си го видат советниците, ќе го разгледаат, ќе видат физибилити студијата, ќе направиме јавно предпријатие за гасификација, нема да биде приватно, пак ќе биде јавно предпријатие, така да тоа ќе биде еден голем момент, поготово за новиот центар кај што е константно загадено. Еве, пошто и вие сте од Вача и живеете у Вача нема ден на пречекорување на загаденост. Ќе ти подадем податоци, ќе видиш мерната станица, така да треба да се делува селективно. А не значи тоа дека ако правиме аеросолизација, да одиме сега ние у Вача да правиме аеросолизација или да правиме на Голиот. Голиоток е на високо, си дува ветер, значи се знае кај се прави аеросолизацијата, врз оставена категорија кај што ќе се определя. Не треба цел град да го вртиш, таму кај што има потреба. Сакам да спомнам и еден експеримент кој што е успешен во западните земји. Западните земји, доколку сакаш да се грееш на дрвја, е забрането грејењето, затоа што имаат гасификација, топлификација и така натаму. И меѓутоа има семејства од повисок ранг кои што може да се дозволат да поседуваат камин во делот на нивното домување и не знам, можеби од годишнина од венчавка или роден ден на син, за нив е чест и символика да го запале каминот, да купе дрва од 0,20 метри кубни за 100 евра и да ужива во таа гледка или енергија. Сите што имаат наместо на камин, сите имаат наместо на филтер на издолниот оџак. Такви 5 филтри пробно ќе ни стигнат со капацитет за колективни домувања. Ќе ги ставиме на 1 до 2 згради, околу 5 филтри ќе бидат тие, се ставаат на самиот оџак. Електростатски, при напон од 12 волти, ги фаќаат PM частичките 2,5 и 10. Скапа работа, не е ефтино, не е економски исплатливо да се месе секаден, али таму ќе што имаме сконцентрирано загадување. Додека стигне гасификацијата можеме да ги направиме и тие такви, да ги определиме кои се поголеми загадувачи, за да ги ставиме тие филтри во делот на издувните гасови од самите оџаци. Градоначалник, за да чекаме гасификацијата, можеме ли ние барем новинарите да очекуваме, да сте размислували ли за свој виден зид на еколошкиот срам во Кавадарци, со оглед на тоа што луѓето бараат, кавадарчани нели бараат да знаат дали се казнуваат луѓето, колку се казнети, колку казни се изречени, нели низ бројки, па да речеме и со информација околу тоа на кој дел од градот е фатен, некој што загадува, со што загадува и некои така подробни информации за околу загадувањето. Да. И дали на пример би можеле ние да очекуваме нели редовно сервисирање со такви информации од инспекцијата околу казнувањето на сите кои што загадуваат. Само да кажам дека има голем револт околу тоа дека има поединци кои што во Кавадарци се греат на дрва, да, има многу што се греат на дрва, меѓутоа има поединци кои што и дење и ноќе оџакот нонстоп им чади. Разбирливо е ако имаат мали деца, нели, и бебиња, и меѓутоа ако се возрастни луѓе, а целиот ден и цела ноќ да гори, што би правеле тогаш тие околу нив? И ради поентата, еве јас живеам во урбана средина, и вие живеете во урбана средина, и сигурно некој околу вас, не само зимно време, него и летно време потребува дрвја и горе. Треба прво да ги анализираме добро работите и пак ќе кажем, ние сме Македонија, ние сме ментален склоп тако како што сме, и екологија и ментален склоп не се дига преку ноќ. Зидот на срамот
е популистичка работа која што треба да има, меѓутоа од друга страна па каде пишува и зошто некој да не се грее 24 сата ако му студи. Него легитимно право му е да биде дома топло. Дали има мало дете, болен човек, не може да ги определиме работи. Ние мора да одиме по законски регулативи. Законските регулативи кажуваат дека не смее да се користи бор, не смее да се користат пластики, не смее да се користат субстанции за грејење, такви. Ама не може да го ограничиш 5 сата дневно да се грееш или 3 сата. Ние можеме да работиме на дигање на свеста, не само во делот на екологијата, во делот на грејењето, меѓутоа во делот и на многу други ресурси. Еве веден податок, Кавадарци има на дневна основа, на 24 часовна основа на 140 метри кубни износ на габарит на комунален отпад. По глава на жител тоа е страшна работа. 5 пати повеќе од нормалното правење на комунален отпад од една европска земја. Затоа што нашата култура е на тоа ниво, а Кавадарци економски, фала Богу, е добар град. Еве, класичен пример. Секој некој што си купил дома бела техника или што си купил не знам, било што за дома. Кај го фрлил комуналниот отпад? Го ставил во контейнер. И дали е тоа стиропол, и дали е хартија, и дали е пластик. Значи, селекцијата во тој дел треба да почнеме од тука да работиме. Зидот на срамот, најлесно да го направиме да сите сме за зидот за срамот, од прв до последна се ставиме. Меѓутоа, и не културно е да одиме само со популистички работи, а поготово кога знаеме дел од тие еколошки издруженија, кои луѓе ги водат. Мислам, треба и тоа да го обелодениме. Да видиме, имаме еколошки издруженија стварно на ниво, транспарентни, објективни, како што треба, а ми имаме у Кавадарци едно-две издруженија кои се наметнати за рекетирање на општеството или на граѓаните. Тоа не е во ред, така да треба да има критериуми на кои треба да му дајем податок. Значи, екологијата не е наука од денеска за утре, екологијата е љубов пред се према општеството и еколошките друштва што го работат. За наша среќа имаме и добри еколошки друштва, што го работат и леапот и било што, објективни, треба да бидат на ниво држава. А во делот на ниво дневна популистичка мерка, како, не знам, ете имавме објава на снимка од едно еколошко друштво кое што пошло да снима мерната станица дека имало точки од влага. Да, има. И секоја вечер таа мерна станица има точки од влага. А истиот тој седи у кафана, кај што е забрането пушењето, пуше цигара и ми кажува за екологија. Дај да видиме кој е компетентен и кој е тој што може да зборува за екологија. Зидот на срамот, дали е во делот на паркирањето, дали е во делот на екологијата, дали е во делот на било што. Ни треба да имаме култура за трошење на вода. 300 литра во секунда вода стига во Кавадарци. Имаме моменти на минимално ниво кога не се резервоарите. Треба да ги видиме сите параметри и тоа е екологија. Кога сме кај водата, зошто нема вода во фонтаните, градоначалниче? Во кој фонтани нема вода? За пиење. Ниту една фонтана во градот нема вода. Јас минатата недела ги видов фонтаните сите дека имаа вода и дека дури протекуваше вода по самите тротоари, затоа што фонтаните се прилично стари и константно тече вода, не се на допир, не се на пуштење и сопирање, и имаше реакција од граѓаните дека има мрзнење околу фонтаните и на самите пешчики премини. И можеби од таа реакција се исклучени фонтаните за да не мрзне околу, па да не се повреди некој падне. Тука морам да ви кажам дека Ротари клуб од Кавадарци веќе има проект, ќе ни донира нова фонтана градска. Таа фонтана ќе смениме, ќе биде на тач, значи со самото допирање да си добиеш вода, после 20 секунди или 15 се стопира и ќе гледаме сите фонтани да ги направиме да бидат од таков карактер, да не бидат од нерационално потрошувачка на вода. Едно од прашањата и многу често споменувани дилеми и теми за разговор, посебно на Советот, па и во јавниот живот е урбанизацијата на градот. Каде вие како градоначалник го гледате идниот урбанистички развој на Кавадарци, каде сме грешеле, каде треба да се насочиме? Многу оговарана тема е и многу е стручна темата, поготово е тема за големите урбанисти. Кавадарци можам да кажам дека во минатово го воделе и добри урбанисти. Ние само треба да го задржиме нивото и да не дозволиме да падне урбанизмот под тоа ниво кој што некој го замисли како ниво. Во делот како градоначалник разговараме често на колегиуми со урбанистите и во кабинет ги каниме скоро и сите урбанисти од Кавадарци кои што живеат тука, го знаат градот добро
се насочуваат кон подобар урбанизам и правење на планови. Индустријска зона, која што имаме кај Дрекстермајер, од Дрекстермајер до Западен булевар, кај што е Никон компаниите, тоа ќе го направиме Г2 зона да биде. Од десната страна не сакаме да дозволиме да се гради индустрија, пошто кога викам од десната страна мислам на Западен булевар, кога излегуваш до Киросман, десно до самата река Лудамара. Тука не сакаме да дозволиме да градиме голема индустрија, макар што е Г2, поради тоа што ќе го окупираме градот комплетно од тите страни и нема да имаме доволен провеј на ветер, на сите работи. Тука сакаме да направиме индустријска зона, али во делот на пониски градби и да не е производство, него да изложбени салони, како што е мебелби салон, изложбени салони за автомобили, не знам се никој голем хипермаркет, али тоа зборувам за катност, да биде приземје и во тој дел ги тераме насоките. Исто во делот на градбата колективна, стамбена и индивидуална, имаме предвидено нови градби сега тука околу новата црква Света Петка. Тој таа парцела треба да биде А2 зона за домување. Доле на реката кај новото тениско игралиште тука имаме предвидено А2 домување згради и во делот на Страшо Пинџер улицата, вклучувајќи и Линденска, имаме висока зона на домување. Со новиот генерален план секаде на другите места ги укинавме високите зони на домови. Така да има една симетрија, да има еден ред и го правиме тоа врз основа на критериуми и препораки од Министерството за транспорт и врски да не направиме разновидност. Најдете законот предвидува ако во една парцела е А2 да се заврши цел детален план со А2. Не може да имаш зграда, па куќа, па зграда. Тогаш во тој случај има многу недоследности за самите жители. Кавадарци како град, јас очекувам да расте со бројот на жителите, така искрено да ви кажам. Пред некој ден гледав една изјава од претходниот градоначалник, ми се чини дека на вашите телевизии беше, со самото отварање на Дрекстермајер и вика нас не ни треба повеќе инвестиции и немаме веќе кадар да понудиме за работа. Да, точно е тоа дека во моментот немаме кадар да понудиме за работа. 1400 баратели имаме само активни за работа, од кои што 400 има отворени места, може веднаш да се вработат. Меѓутоа, Кавадарци треба да размислува на проширување на бројот на население. Кога имате на фабрика со 6-7 илјади вработени, кога имате други потенцијални инвеститори, вие сами знаете Кавадарци кога почнува да се гради, 18 година. Со градењето на Фени, почнува да се развива и градот како град, инаку че сме биле градче. Така да Кавадарци ја очекувам да со тек на време и со новите инвестиции да придобиваме повеќе жители од Република Македонија, наши луѓе кои ќе дојдат да живеат и во град Кавадарци, да бидат наши граѓани, да останат тука, да ствараат семејства, да ствараат општество, така да бројот на жителите очекувам да расте во Кавадарци во наредниот период со оваа индустрија и со динамика која што имаме. Градоначалниче, крај сме на 2018 година, се прават финансиските конструкции за општинската каса за следната година. Ги слушнавте предлозите на кавадарчани околу тоа кои се нивните приоритети за следната година, кои се нивните побарувања, колку ќе тежи или на која сума ќе се димензионира општинската каса за 2019. Нешто слично како ланскиот буџет ќе биде околу 900 милиона бруто буџет, од кои што 350 милиона ќе биде за комунална изградба, за јавни и урбани средини, односно јавни објекти и урбани заедници. Вие не следевте во текот на месец ноември, каде што и октомври ми се чини почнавме, одевме во секоја урбана заедница лично да ја посетиме. Секоја урбана заедница ја посетивме лично, гледавме што помасовно да се вклучат сите жители од таа урбана заедница, да разговараме со нив, да направиме објективен план за изградба по урбани заедници. Да не биде исполнување на селективни желби или исполнување на нечии планови. Така да од секоја урбана заедница кај што ја посетивме, после извесен период од ден, два, три ги поканивме во општина Кавадарци, имаше многу голем одзив од нивна страна, па верувам дека од поголемите урбани заедници по 50 на луѓе, 100 луѓе кои учествува активно во предлозите. Врз основа на тоа направивме записници, кои се потпиша и учесниците на урбаната заедница и ние како општина, и врз основа на тоа го ставивме во буџет на изградба на општина Кавадарци. Така да скоро сите барења кои што ги има граѓаните, ние ги предвидовме и ги ставивме во буџетот. Зборувам за урбаните заедници. Кавадарци не е во лоша состојба,
во делот на урбаните заедници, меѓутоа малку фали за да подигнеме малку повеќе нивото на култура и нивото на хигиена. Јас сум поборник за таа работа. Од оваа година 2,5 милиона евра од јануари месец ни се активни, грант ги земавме од германската КФ банка. Лани ни ги одобрија, али сега од јануари ќе ни бидат оперативни да почнеме да ги трошиме. Со самото тоа што тие пари ги пренаменивме скоро 90% за атмосферска канализација, атмосферска вода и канализација, ја верувам дека поредните дождови, таложниците и канализацијата решавањето и правењето на колекторот ќе добиеме чист и добар град. Од нас граѓаните и жителите ќе зависи колку џибер ќе фрлиме на улица и колку нема да фрлиме. Знаете и сами дека хронично имаме проблеми при поројни дождови на наноси на чакал, песок, земја и сите тие работи. Тоа треба максимално да го овозможиме да ги направиме тие атмосферски, со тоа ќе добиеме еден предуслов да имаме помалку работа на делот на чистењето и правењето. Сопственици на парцели во рамките на поранешниот скијачки центар Кожув, кој што сега е во стечај, велат дека поранешната локална самоуправа своевремено најпрви со договор се обврзала дека нема да им бара за комунали за да изградат објекти во тој комплекс, за подоцна се премисли и за разлика од првите кои што не им било наплатено за комунали, на подоцнежните инвеститори веќе им се наплатувало или им барале да им се наплати за комунали. Мене ме интересира дали тие веќе се обратиле кај вас за овој проблем, дали е разгледано тоа и какво ќе биде сега мислењето на локалната самоуправа по однос на нивниот проблем на кој што тие реагираат. Вака, го знам деловно проблемот, знам дека имало одлука за укинување на комунална такса, давање на слободна зона за развој на туризмот и тоа се било во добра намера и во добра насока. Ја тука имам едно друго размислување и ќе ги насочам советниците да го прифатат моето размислување и го гледат. Се додека општина Кавадарци нема пристап до Кожув и се додека општина Кавадарци нема услови како општина да државата ни овозможи да биде на наша територија и имаме ние пристап таму, јас не беа засапал од таа теза. Зошто? Затоа што сега еден наш комунален инспектор или наш било кој вработен од општина или било кој граѓанин на општина Кавадарци да треба да оде на Кожув, он треба да оде преку Гевгелиска страна. А замислите, оврските сите припаѓаат на општина Кавадарци. Така да не е спорно дали ќе плате комунали, нема да плате. Еве да донесеме одлука да ги тргнеме комуналите, а мутре тие луѓе таму кои што ќе купат парцели, ќе направат 20, 30, 500 викендници или хотели, ќе се обратат до општината, ќе сега нас ни треба канализација, ни треба водовод, ни треба урбана опрема и замислите ако општина Кавадарци се доведе во таква ситуација, не се ограде на време и да треба на 2-3 милиона евра да инвестира на Кожув во делот на опремување со канализација, водовод или струја. Тоа ќе биде многу голем проблем и општината може да оставиме во една таква тешка ситуација кај што некој си го побара правно тоа со закон за легализација или било како, а ние немаме пристап да отидеме, ќе треба да му правиме канализација. Така да мислам дека како Кожув, јас немам ништо против, поддржувам такви рекреативни, професионални, спортски објекти или проекти. Меѓутоа да немаме пристап од страна на Кавадарци, за мене е недозволиво да Кавадарци општина инвестира во канализација или во вода, а да нема пристап од нејзина страна. Така да со одлука на совет сакам да ги прекинеме на издавањето на градежни дозволи на Кожув и се додека владата заедно со министерството не ни овозможи да добиеме пристап од делот на Кавадаречка страна или во делот на пристап на Кожув. Нормално како проект Кожув за мене е сериозен проект, ја би го поддржал во целост, али познавајќи структурата дека таму е компанијата во стечај и сите работи, сите обврски во идно време ќе припаднат на општината. Ако ги преземе тие обврски, ќе си го уништиме градот. Така да треба да се пази доволно, така превентивно да се делува во делот на таа урбанизација и во делот на инвестициите таму. Тоа значи дека општината ќе бара од владата пристап до Кожув, така? Тоа не е работа, тоа не е легитимно право да си побараме пристап. Ние имаме територија, имаме инвестиција, имаме легализација и заедно градежна дозвола, замислите немаме пристап. Мислам не е логично да
да биде тоа кај нас. Така, кога сме овде, градоначалниче, овде нели блиску територијално на Кожук, да речеме, спаѓа и граничниот премин кој што Кавадарци сака да го отвори, а има интереси од другата страна, нели? Споменавте сега нешто на седница, што е интересно дека ќе барате да настојувате нели да се направи патот од Мушов гроб до Мајден, се со цел од оваа страна да се приготви теренот за да остане после нели со европски средства да се направи само граничниот премин. Тоа на многу високо ниво се разговара. Ја морам вака ќе информирам јавно дека министрот за надворешни работи на Грција и министрот за надворешни работи на Република Македонија се директно инволвирани у целиот проект и процес и ми е кажано вака: после Маркова нога, не знам каде тој премин, мислам дека Битолско е негде или да, влегува вашиот проект во фаза на одобрување и ќе биде одобрен, ќе се направи гранични премин. Значи се едно убедување и кажување дека да, сериозна работа. Затоа и јас сега барам од Агенција за патишта да патот од Мушогроб до Мушогроб има прекрасен пат, нов направен пред 5 години, од Мушогроб до Мајдан, кај што од Мушогроб до Рожден приклучокот има веќе постоечки асфалт, да го реконструираат комплетно пошто е во многу лоша состојба, а од исклучко за Рожден до Мајдан го асфалтираат. Со тоа веќе ќе добиеме ние предуслови добри да со самиот отварање на граничен премин може да се споиме многу брзо. Така да тоа е регионален пат од регионално значење, исто така и од државно значење, со тоа општина Кавалаци може да добие многу бенефити. Јас од сега сум бил оптимист и од сега мислам дека нашиот неискористен потенцијал на Кожов планина и неискористените благодети кои што ги имаме натеки од X причини, а најмногу од причини од инфраструктура и од делот на комуникација со другата страна, имаме многу изгубено како општина. Вие замислите сега од Вача кога ќе појдете нагоре, па до Мајдан и до самата граница веќе имате цела приказка, имате цела содржина од винари, од одморалишта, од фабрики, не знам, летувалишта може да се направат, други рекреативни зони да се развијат, така да тоа е еден многу добар потенцијал кој што можеме да го искористиме како општина и да имаме голем бенефит. А и плюс да имаме доста дел на развиени туристи, премини, отвара многу и економски дел тука после сета таа ситуација. Витачево ни е една од најнеплодните земји у Република Македонија со огромна површина. Имаше интерес од една холандска компанија за изградба на плантажи во делот на огледување на цвечиња расат. Ја викам, како ќе го гледате расатот таму, земјата е лоша. Вика, не, вика градоначалник, нас не ни треба земја, нас ни треба површина. Така да тие ги гледаат тоа на црепови, само му треба сончеви денови повеќе, а од Витачево повеќе сонцеви денови ретко кај што има, затоа што е висо рамнина, и така да мислам дека таквите гранични премини, нови инвестиции многу ќе придонесат у развојот на општина Кавалаци. Тоа не е неразвиен дел, не е искористен, а еден од најубавите делови во Република Македонија. Во една ваква емисија не е можно сите прашања да ги поставиме одеднаш и тоа што сакаме сите како новинари. Јас би собрал три многу важни теми: образование, култура и спорт во едно. Каде вие го гледате Кавалаци наредната година, што заборавивме и не завршивме оваа 2018 година. Гледам дека вие сте доста расположени да вложувате во младите генерации, во културата и спортот. Дали овој тренд ќе продолжи? Ќе продолжи трендот. Кога го спомнавте спортот, затоа што еден од помасовните спортови и колективни и гледаноста е фудбалот. Кажав дека сакам КФК да го внесиме во прва лига наредната година. Се трудат максимално, момците, имаме добар тим, имаме добар менаџерски тим кој што мислам дека транспарентно и објективно си ја вршат својата улога и Кавалаци ние мора да го вратиме во прва лига фудбал. Значи, како што го кажав и она претходно, ние не сме било кој не сме Кавалаци град, сме имале прва лига, тоа кој треба да има прва лига во делот на спортот, фудбал. Сами знаете дека како општина негде вложуваме на околу 10 милиона денари. И ова година пак ќе бидат 10 милиона денари за фудбалските клубови, односно фудбалскиот клуб и останатите клубови. Значи фудбалскиот клуб добива 6 милиона денара, а 4 милиона денара ги распределуваме по другите фудбалски, односно по другите колективни индивидуални спорти. Сите имаат право по донесување сега на буџетот да се аплицираат програма, врз основа на програмата му одредуваме коефициент на исплата и му даваме средства. Така да минималната исплата на еден таков спортски клуб беше околу 50 денара. Многу е зголемена од претходно беше 20, сега е 50, ова година ќе зголеми уште со нешто, така да ние максимално можеме да ги поддржиме со
со и такви финансиски конструкции. Образование и Образованието би го спомнал дека заедно со француска амбасада сега се трудиме да направиме некои проекти. Еве францускиот јазик да го внесеме малку повеќе во делот на изучувањето на средно и основно образование. Еве кажавме дека ќе имаме прочитувачи за воздух во сите основни и средни училишта. Реновиравме скоро сите термофасади на сите училишта, основни и средни се реновирани од претходно. Наредната година имаме промена на 2-3 кровови во делот на основно образование, тоа е Габерот, Каваци, Ватша треба да го смениме, Домот на културата исто Ватша. И останува изградба уште на 2 спортски сали у Кавадаци, кои што две школи ги нема, тоа е Габерото у Ваташа, каде што имотно правно со собствениците на парцелата се договоривме, останува само деталниот план да го помине до година и можеби наредната година при крај да почнеме салата да изградиме и Страшно Пинџо од Кавадаци, кај што веќе има маркица, имотно правно решено, чекаме средства и проект за да ги направиме тие 2 спортски сали. Во делот на образованието, вклучувајќи го и спортот, еве кажавме дека ќе направиме сега лизгалиште, тоа го ставивме у спортска програма, преку сојуз на спортови, сите дечиња во делот на наставата да посетуваат наставно тоа лизгалиште и психофизички развој имаат подобар, да речеме. Како што ви спомнав и во делот на Лалуна, со изградувањето на тој затворен спортски центар и спа центар кој ќе го имаме, ќе го вметнеме во наредната програма, во програма за да може да има децата пливање, односно професионално вежбање и пливање во делот на самата настава која што ја поседуваат. Образованието Кавадарци има еден добар показател што имаме еден подем на зголемување на и правачиња и дечиња, да, и квалитет на знаење. Сами знаете дека мисля дека пред една недела 2 имавме од 6-4 деца по природни науки кои што беа на светско ниво одбрани и беа на надпрва, мисля дека добија злато или сребро, така нешто беше. Така да имаме деца талентирани, треба да ги негуваме. Образованието е еден дел од општинските директни ингеренции кои што треба да ги подобруваме условите. Сепак тоа си оде со блок дотации, остануваат средства, даваме буџетски средства плюс за дополнителна инвестиција да може да имаат децата подобри услови во делот на образованието. Градоначалниче, тука колеги предлагаме и да го заокружиме овој разговор. Нова година доаѓа, Кавадарци исто така и оваа година ќе има организиран дочек, градот веќе се украсува, Ваташа се украсува. Збор два да ни кажете околу пречекот на новата година. Јас знам толку колку више знаете дека се украсува и дека е добро и дека се украси. Знам дека ќе има новогодишна програма за 31 према 1 пречекот, локални бендови. Сега не знам точно кои бендови ќе бидат, али ми се чини дека е скромна програма со локални бендови, али познавајќи кавдарчани дека имаат добар дух, добра намера, па и времето ако не биде убаво, сакаат да се дружат, нема да ни значи многу далече биде локален бенд или ќе биде некој пејач од повисок ранг, така да очекувам да правиме добра забава на площадот, да се ја прославиме годината што изминува и наредната да се ја побараме да ни биде подобра. Јас толку ми спомнал за нова година. Поканеме и сите граѓани кои што сакаат да ни бидат најли гости за нова година. Обвезно, значи да, ќе да искористиме можност да ги поканеме на градскиот площад. Јас ќе си бидам на градскиот площад како градоначалник, прв човек во градот, тука ќе ја дочекам новата година. Ја би го спомнал и Тиквешкиот гроздобер кој што не го спомнав оваа година, кој што беше на едно стварно убедително високо ниво и со високи оценки оценето од страна на скоро сите релевантни институции, конкурентни градови и го вративме духот на гроздоберот кој што помина во најдобар и безбедностен и информиран дел и во делот на гости. Значи Кавадарци 60.000 луѓе ја не памтам, вие сте повозрасни да ги има во еден момент, во една вечер гости. За нас беше тоа еден голем предизвик. Тоа треба да го одржиме како традиција, да го направиме уште на повисоко ниво и да можеме да бидеме предпознатливи по тоа што ни е традицијата. Не ви спомнав тука, кога го спомнав гроздоберот, заборавив да кажам дека винста куќа веќе наредната година ја градиме во паркот. Значи тоа ќе биде вински музеј. 9 милиона денара кошта, 3 милиона денара ќе бидат пари на општина Кавадарци, 6 милиона денара ги обезбедивме преку плански Вардарски регион. Значи таму ќе направиме регионален вински музеј.
секој гостин што може да стигне и да дојде, дали преку инфоцентарот кој што го имаме, дали преку социјалните мрежи или преку веб страници, ќе може да дојде да посети таа винска куќа, да види целокупната култура на одгледување на лозови насади, на одгледување на правење на вино и така да сите експонати кои што можеме да ги најдеме и ќе ги најдеме, а за тоа ќе го задолжиме постоечкиот музеј што го имаме, од Рало па до сегашната состојба да ја ставиме, да имаме еден вински музеј кај што нашите предци и сегашноста работат, како што ќе биде и дегустацијата на вино, ќе ги вклучиме комерцијално и винарите. Така да Кавадаци било и ќе биде вински регион и тоа мора да го заштитиме да не биде бренд број 1. За крај, ако дозволат колегите, Митко Јанчев минатата година од 1 јануари почна во вистина да гази како градоначалник и оваа година е направено нешто невидено за овој град. Многу граѓани ви упатуваат комплименти на социјалните мрежи вака јавно, кога доаѓаат кај вас на приемен ден. Кажете ми дали ви личност како личност Митко Јанчев се задоволни од практикувањето на власта и оваа голема одговорна функција? Да ви кажам искрено, го збореле тоа и претходната емисија, борбата беше голема за стане градоначалник, поготово повеќе политичните партии, сите работи и очекувањето на луѓето, верувам со мојот избор беше дека ќе ставиме малку една порелаксирана атмосфера во самиот град и порелаксирана политичка состојба во градот. Тоа ми беше прво и приоритетно да постигнем да поштиме луѓето да не ги делиме на наши, ваши, такви и вакви, него да бидеме сите колективно во еден општествен систем заеднички, пред се во интерес на градот. Одговорноста е преголема, поготово ако сакаш да работиш. А јас, пошто не знам друго освен да работам, верувајте дека во општина Кавадаци за една година направивме многу, а тек наредната година ќе се види веќе и поубавата слика на градот со овие проекти кои ќе ги затоиме. Јас само сакам да кажам дека граѓаните кои сум јас еден дел и сум бил граѓанин и сум граѓанин на општина Кавадаци, се скромни на општина Кавадаци, се одмирен духовен карактер, така скромни луѓе, почитуваат и сите работи разбирливи. Немаме народот неразбран карактер кај што да не ги именуваме. Исто така сакам да спомнам дека и во општина Кавадаци кадрите кои што ги имала и ги имаме се ставија во еден колосек на функционирање и на работење. Јас се плашам најмногу тука како ќе се справиме со јавната администрација, тоа што е најголемиот момент и сегмент во делот на јавната администрација. Значи, без никакви реперкусии, никакви негативни мерки, успеавме, изгубивме време и енергија да направиме и со стандаризација, да направиме и било што и у комуналец и у општината, поготово тие двете стратешки субјекти за функционирање на општината, да дадеме волја и мотивација на самите вработени да функционираат. Постои тој дух, го има, сака да работат, сакаме да работиме, функционираме. Во делот на она што го очекував и ова сега што го гледам, малку ми се спори постапките. Јас сум учен малку со поголема динамика и со поголем брз развој да функционираме, меѓутоа мораме да ги запазуваме сите законски регулативи, законски можности и сепак тука работиме најтранспарентно, најодговорно со граѓански пари. Морам да ви скажам дека и ќе испадне брзо извештајот за 2018 година, значи општина Кавадаци од 117 милиона основен трошок на општината го намаливме негде на 99-100 милиона. Значи 17 милиона денари на годишно ниво имаме намалување на основните трошкови кои што биле предово. Тоа е за мене еден голем успех заедно со администрацијата и со граѓаните. Благодарам. Благодарам на вас. Да.